За тие што не ме знаете, јас сум Бранко Ристов, член на Президиумот на Левица и актуелен советник во општина Карпаш. Карпаш некогаш беше символ на некогашното Скопје, градот на солидарноста, каде што пред да надвладе овој систем на империализам, светот се соедини. Затоа имаме московска, женевска, лондонска, мексичка, не Џон Кенеди нормално. Општината беше некојаш дефиниција за планирање и спроведување за изградена за потребите на своите жители, а не на шака луѓе гладни за профит. Јас технички гледано не би требало денеска да зборам, туку Мартин како носител на листата, но ние сме работничка партија, немаме партиски кадар ухлебан по фотелје, така што додека ние сме на пат, на нива, на работа, на смена, овие не ги уништуваат животите, тлото под земјата ни ја крадат. Не фаќаат уморни, раздинети, комплетно неспремни. Но затоа постои Левица. Благодарение на повеќе децениска работа на шака луѓе тука, работничката класа во Македонија конечно има алатка со која што може барем да се брани. Во овој економски политички систем, каде што мокните газат врз мнозинството, залудно е да очекуваме милостина, залудно е да очекуваме разум, залудно е да очекуваме милост. Реалноста е дека моќта препознава само моќ, силата препознава само сила. Тоа е една од причините зашто градоначалниците наши ги гледаме само на пиар евенти, зашто плановите на властодржците не се јасни, не се јавни, зашто презентациите се одржуваат за време на пандемија, во работни времења, во работни сати, на 45 степени, истото и за седниците на Советот. Ако сакаме да владееме врз сопствените животи, ако сакаме да создаваме своји вредности, време е да се превземе политичката моќ во наши раце. И со тоа ми е огромна чест да го представам идниот градоначалник на општина Карпаш Дарко. Фала ви.